Почитувани, добре дојдовте на представувањето на добитникот на наградата Браќа Миладиновци за 2021 година, македонската поетеса Лидија Димковска. За неа вечерва пригодна најава ќе одржи Сашо Огненовски, а потоа ќе може да чуеме избор од поемите на Димковска. Esteemed guests, welcome to the presentation of the winner of the Miladinov Brothers Award for 2021, the Macedonian poet Lidia Dimkovska. Sasha Ognenovski will present the poet, which will be followed by a selection of Lidia Dimkovska's poems. Лидија Димковска, родена во 1971 година во Скопје, Македонија, е поетеса, романописка и преведувачка од романски и словенечки на македонски јазик. Докторирала романска литература на Универзитетот во Букурешт, Романија, каде предавала македонски јазик и литература. Живее во Љубљана, Словенија и преведува романска и словенечка литература на македонски јазик. Објавила 6 поетски збирки на својот мајчин македонски јазик: Рожби од исток, Огнот на буквите, Изгризани ногти, Нобел против Нобел, Пеха неутрална за животот и смртта и Црно на бело. 3 романи, Скриена намера, Резервен живот и Ноуи, еден американски дневник, Ота де Л, и една збирка куси раскази Кога заминав од Карл Липкнехт. Нејзините книги се преведени на 15 јазици: англиски, германски, полски, унгарски, словачки, чешки, романски, српски, словенечки, француски, хрватски, италијански, албански, бугарски и латвиски јазик. Ја добила македонската награда за дебитантско поетско дело Студентски збор 2 пати, наградата за проза Стале Попов на Друштвото на писателите во Македонија, наградата за најдобар превод Божидар Настев, германската награда за поезија Хуберт Бурда, романските поетски награди Поесис и Тудор Аргези, Европската награда за поезија Петру Крду, наградата на Европската унија за книжевност за романот Резервен живот, специјалното признание Европско културно наследство за најдобар расказ, словенечката награда Чаша на бесмртноста за 10 годишен поетски опус, албанско-македонската награда Наим Фрашери за животно поетско дело и друго, а била номинирана и за американската најдобра книга во превод на англиски јазик, за полската награда Европски поет на слободата, меѓународната Балканика и други. Составувач е на антологијата на најмладата македонска поезија 20 млади македонски поети 00, на антологијата на современата словенечка поезија на македонски јазик и на антологиите на малцинската и имигрантската книжевност во Словенија, од јазик на јазик и ќе биде подобра. Учествувала на бројни меѓународни книжевни средби и читања и престојувала на книжевни резиденции во Лондон, Берлин, Виена, Грац, Салцбург, Кремс, Тирана и Сплит. Од 2016 до 2019 година таа била председател на жирито на меѓународната книжевна награда Виленица од Словенија. Гранична состојба или Скопје 2021 година е нејзина 7 поетска збирка. Lidia Dimkovska, 1971, Skopje, Macedonia, is a poet, novelist, and translator from Romanian and Slovenian into Macedonia. She received her PhD degree in Romanian literature at the University of Bucharest, Romania, where she taught Macedonian language and literature. Now she lives in Ljubljana, Slovenia, and translates Romanian and Slovenian literature into Macedonian. She has published 6 books of poetry in her native Macedonian language: The Offspring from the East, The Fire of Letters, Bitten Nails, Nobel versus Nobel, pH Neutral on Life and Death, and Black on White. 3 novels, Hidden Camera, Spare Life, and No Yes. 1 American diary, Beyond L, and 1 short stories collection, When I Left Karl Liebknecht.
Her books have been translated into 15 languages: English, German, Polish, Hungarian, Slovak, Czech, Romanian, Serbian, Slovenian, French, Croatian, Italian, Albanian, Bulgarian, and Latvian. She has received the Macedonian Award for Poetry debut Studentski Zbor, the Prose Award Stale Popov twice from the Macedonian Writers Association, the award for Best Translation Božidar Nastev, the German Poetry Prize Hubert Burda, the Romanian Poetry Awards Poesis and Tudor Arghezi, the European Prize for Poetry Petru Cârdu, the European Union's Literary Poetry Award for the novel Spare Life, a special recognition European Cultural Heritage for the Best Short Story, the Slovenian Award for 10 years of poetry work, The Cup of Immortality, the Macedonian Albanian Award Naim Frasheri for lifetime work, etc. And she has been shortlisted for the American Best Translated Book Award, for the Polish Award European Poet of Freedom, the International Balkanica Award, and many others. She has edited an anthology of young Macedonian poetry, 20 Young Macedonian Poets 00, an anthology of contemporary Slovenian poetry in Macedonian, and an anthology of contemporary minority and immigrant writing in Slovenia, From a Language to a Language. And it is going to be better. She has participated at numerous international literary festivals and was a writer-in-residence in London, Berlin, Vienna, Graz, Salzburg, Krems, Tirana, and Split. Between 2016 and 2019, she served as the president of the jury for the International Literary Prize Vilenica in Slovenia. Border State Ili Skopje 2021 is her 7th poetry collection. We welcome Sasha Ognenovski to the stage. Литературата воопшто се препознава по спецификите на своите писатели, по оригиналноста на нивниот стил, по умешноста на нивното перо да се снајдат во сите нејзини родови. Таква е Лидија Димковска во македонската книжевност. Авторка, која исклучително успешно го владае своето перо и во поезијата, и во прозата. Таа македонската книжевност ја дарува со 7 поетски збирки, 3 прекрасни романи и една збирка кратки раскази. Кога говориме за нејзиниот книжевен стил, се соочуваме со уникатност, со модел на раскажување и пеење кој е типичен само за нејзиниот персоналитет. Она што најмногу импонира во нејзиниот опус е стремежот на најегзактен начин да ја долови суштественоста на темата која обработува. Лидија Димковска знае својата инспирираност да ја претвори во високо креативен чин, кој во одушевува со својата органика и компактност. Секако, незините дела содржат силен ангажман, социјален и општествен, додека незините пораки се од големо значење и досегнуваат многу далеку. Лидија Димковска во просторот на македонската литература се појавува најпрво со поетски книги, со стихови на кои и понатаму ќе се наврати во својата писателска кариера. Првите нејзини поетски збирки Рожби од исток, Огнот на буквите, Изгризани ногти, Нобел против Нобел, ПХ, Неутрална за животот и смртта, еволуираат од лирски и метафорички песни во високо наративни и реторични со силен ангажман. Се чини дека таа нитка која во себе содржи и филозофско-епски книжевен амалгам ќе се развива и во понатамошните 2 нејзини поетски збирки Црно на бело и Гранична состојба.
Она што е типично за нејзиниот поетски обичај е тежината на нејзиниот стих. Лидија Димковска не пишува колоритни и популистички стихови. Таа, како мудра поетеса, навлегува во есенцијата на глобалните страдања и болки. Незините стихови напати наликуваат на филозофски расправи, предупредувајќи на отчукувањето на часовникот пред општата катастрофа, а напати на стихувана метонимија, чиј сублимат е парадигматичен. Циклусите во кои ги поделува своите песни се однесуваат како поглавја во роман, компактни и синтетички точни, осмислени поетски сегменти со силна семантичка линија. Поетските книги на Лидија Димковска се носители на престижни книжевни награди, и тоа германската награда за поезија Хуберт Бурда, двете романски награди Тудор Ергези и Поезис, како и Европската награда за поезија Петру Крду. На овие големи европски награди се придружува и престижната награда за поетска книга Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата за оваа година. Ова говори дека овој поетски ангажман на Лидија Димковска е препознат и во Европа, и во светот, а и на нашата почва. Кога зборуваме за писателскиот опус на Лидија Димковска, ние се соочуваме со авторка која не само што има особено нагорна линија во својата кариера, туку се соочуваме и со авторка која кажала и многу важни нешта на оваа цивилизација. Како што кажавме погоре, Димковска е успешна во сите литературни родови. Незиниот книжевен сензибилитет знае многу точно да го одбере родот кој ќе одговара на незината инспирација, на тематската определеност и книжевната аналитика. Така и незините два романи Скриена камера и Резервен живот се романи кои се закитени со една од најпрестижните книжевни награди за проза Стале Попов, награда на Друштвото на писателите на Македонија. Лидија Димковска е една од ретките двојни добитнички на таа награда. Резервен живот е роман кој доживеал повеќе од 30 преводи и на европско и на американско копно. А лауреат е и на големата награда за литература на Европската унија, што е круна на творештвото на ова големо писателско име. Ова авторка, покрај тоа што е секогаш актуелна со својот писателски ангажман, таа е и иновативна во потрагата по нови форми во литературата. Незината збирка кратки раскази Кога си заминав од Карл Либкнехт е своевидно истражување во тематска смисла кое исто така не остана непрепознаено и од македонската и од европската книжевна критика. Димковска во оваа збирка раскази зборува за социјалните, политичките и општествените трауми, низ ликовите од расказите кои се инспиративно поврзани со името на Карл Либкнехт, правејќи фантастични кроки од ликови и настани со цврсто јадро и силна порака. Ова говори за универзалноста на мотивите во опусот на Лидија Димковска и кога сме веќе кај тоа, би го споменали и длабоко емотивниот трет роман, напишан во исповедна и епистоларна форма, но уи, кој пак е пишуван во еден лирски стил, диаметрално различен од проблематиките на другите два романи. Ангажманот на оваа извонредна писателка не застанува во незината креативност. Таа паралелно со писателската гради и преведувачка кариера. На писателскиот опус би ги додале и незините одлични преводи и препеви од романски и словенечки јазик, кои се широко распостелени по многу книжевни списанија и концизно и уредно стокмени во книги и антологии. За својата преведувачка работа, која брои повеќе од 50 позиции на преводи на други автори, како и преводи на нејзини дела, Лидија Димковска исто така добитничка на наградите како што се Божидар Настев и Балканика. Овде е особено важно да се истакне нејзиниот незапирлив ентузијазам и посветеноста кон преводите и преповите кои се најшироко отворената врата кон препознавањето на литературата на другите простори. Лидија Димковска со голема жар преведува исто онака како и што пишува, со огромна љубов и посветеност. Гранична состојба е еден од креативните врвови на синџирот книжевни височини на Лидија Димковска. Ова антологиска поетска збирка говори за чудовишните механизми на деструкцијата, за распадот како застрашувачка неминевност, за духовните пропаѓања на нашата цивилизација,
големината на овој книжевен ракопис е бескрајна, а незиниот ангажман е висок, токму затоа што до последниот стих тој се занимава со универзалните вредности на човекот и со причините за неговото потоморување. И покрај тоа што во одредени песни Димковска се занимава и со оваа почва, споредбените струи со другите песни, чија тематика се токму рак-раните на човештвото, зборуваат за далекосежноста на пораките кои силно одекнуваат во главата на читателот. Се поставува прашањето дали оваа поетска збирка е предупредување за катаклизмата која прво ќе го уништи човековиот дух, а потоа се што тој создал. Гранична состојба се занимава и со минатото, и со сегашноста. Незиниот наслов е повеќезначен. Гранична состојба како меѓник меѓу сегашноста и иднината и гранична состојба меѓу злото и надежда. Тоа е антрополошката координата на оваа поетска збирка со антологиска вредност. И затоа Лидија Димковска не само што предупредува, таа ги отвора причините за она што значи човечка немоќ, за секој од нас да го запре во себе течењето на таа валка на крв, која го труе духот и го поништува целото материјално благо. Полесно е да се сака човештвото, кога човек крај тебе не е за сакање, а ти треба да ја исполниш заповедта да го возлюбиш како себе си својот ближен и не знаеш кој ти е поближен, човекот или човештвото. Гранична состојба се занимава со феноменологијата на човечкото постоење, со незината последичност и начинот на кој иднината ќе постане феноменолошки конструкт. Говорејќи за квалитетите на овој ингениозен поетски ракопис и за грандиозната книжевна фигура на Лидија Димковска, ќе истакнам дека оваа поетска збирка ќе остане во аналите на македонската книжевност и во духовната колективна меморија, како што тоа била вечната поетска збирка Дениција на Петре Андреевски или записи на Блаже Конески, или во светски рамки, како што се делата на Вислава Шимборска. Она што го посакуваме е гранична состојба да доживее многу препеви, за да може да освои други поетски ловорики, а Лидија Димковска својот литературен гений да го продолжи со нови дела и со нови успеси. Само уште една реченица. За гранична состојба може многу да се зборува. Зошто? Заради тоа што со секој повторен прочит ова поетска збирка отвора многу сонди и многу значења. Гранична состојба е еден од најсјајните диаманти на македонската поезија. Пораките што ги пренесува оваа прекрасна поетска збирка уште долго ќе одекнуваат меѓу нас. Благодарам. Минато неопределено време. Животот е се што се случува помеѓу утре и вчера. Баба ми со големите тенџериња вода, што со лакотот ја отвора, а со коленото ја затвора вратата, да не се оладат одајата, лебот, надешта. Дедо ми, склопчен ко бебе врз креветот, по ден дол како година низ неродните полиња, среде жегите што му ја мрзнат крвта. Вујко ми, што на црниот велосипед го пренесува куферчето со историски изми, врз кој му цртав заводливи девојки, за да ги заврши што поскоро студиите.
едната тетка со 3 смени во фабриката иднина, брусејки ги часовите на нормата, со подочници како филџанчињата, што ми ги купи за да си играм сама. Другата заитана со кеси врз старите чизми, среде скопските зими кон фабриката Газела, си го мери стечајот на телото со расипан патент, а стечајот на душата со скинато ремче. Мајка ми на машината за чукање ги архивира со се автомобилските гуми и моите песнички, а врз подвозникот на влезот во градот некој додал не во надписот дека незината автогума ни посакува добре дојде. Татко ми, со лицето залепено до стаклото во фабричкиот автобус, не баре во сиротилиште го пцуе животот пуст да остане, а и со оаза пустината пак си е пустина. Сестра ми со жолтица во белките го блуе лекото тревки што соседката ми го тутна враце кога се вратив од училиштето, преполно со луѓе поплавени од реката со 980 кубни метри во секунда. Јас ги полевам цвекињата на балконот, им ги бришам лисјата на лимонот и фикусот, шепкајки им одлучно: еднаш ќе заминам одовде. Сега нивниот живот е нулта растојание од денес до денес. Не сум му повеќе сведок, а ни тој мене. Кога дознавам дека некој умрел, прашувам што му се случило. Во мое присуство ништо повеќе не им се случува на другите. Во мое отсуство им се случува се. И најобичното сегашно време за мене е сега, само минато, неопределено. The past indefinite. Life is everything that happens between tomorrow and yesterday. My grandmother with big pans of water opening the door with her elbow and closing it with her knee so the room, the bread, the hope don't get cold. My grandfather curled up like a baby on the bed after a day as long as a year in barren fields, in stifling heats which freeze his blood. My uncle carrying on his black bicycle the small suitcase with his historicalisms, on which I draw seductive girls to spur him on to finish his studies sooner. One of my aunts working 3 shifts in the mill, grinding away the work hours with bags under her eyes like the little coffee cups she bought me to play with on my own. The other aunt hurrying towards the shoe factory with plastic bags over her boots in the Skopje winters, measuring the bankruptcy of her body with a broken boot zipper and the bankruptcy of her soul with her broken boot strap. My mother, at her typewriter, archiving my little poems along with the car tires, while someone adds "doesn't" to the slogan written on the city underpass entrance saying that her company, Auto Tire, wishes us welcome. My father with his face stuck to the window of the factory bus like a child in an orphanage, curses to hell with this life, but even with the odd quiet moment, hell is still hell. My sister jaundice in the whites of her eyes throws up the herbal medicine the neighbor pressed onto my hands on my way back from school, now crammed with people flooded out by 980 cubic meters of river water per second. I water the flowers on the balcony, wipe the lemon and ficus tree leaves, resolutely whispering to them, "One day, I'm gonna leave this place."
Now their life is at zero distance from today to today. I'm no longer its witness, and neither is it mine. When I hear someone's died, I ask what happened to them. Nothing ever happens to the others in my presence anymore. In my absence, everything happens to them. And now, even the most ordinary present tense for me is nothing but past indefinite. Svetот što se raspada. Svetot što se raspada treba da se zavitka vo bolnički čaršav i na nosilka da se prenese vo odelot za palijativna nega, kade što je predvideno preživuvanje najmnogu do 6 meseci, dostojinstveno i spokojno umiranje so kontrolirana bolka. Prozorecot je otvoren, sobata je samo za eden, pev na gugutki vo gradinata, jorgovan na masičkata. Kako vo kujna na restoran, nad vratata na sobata pišuva nasmevka i site što mu doađaat vo poseta se nasmevnati do uši, a nikomu ne mu je do smeja. I predpočitaat rudarsko srekno pred jamata na smrta. Miris na amonijaki jod, na lušpi od mandarini i banani, na radio večerni vesti za novite vojni finansijski krizi što nego zasegaat poveke, a toa go boli. Vo krajčeto na svesta znaje, ni ubavinata nego spasi, a i poetite zaludno saka da go smenat. I odednaš sećava među koskite i kožata ljuboven povtež, da može, barem ušte ednaš da se ljubi so slobodata, koja mu mafta od vrata, spi, ke naminam koga te možam. Svetot što se raspadja, treba da se ostavi vo hospisot, kade što angelite na životot nemaat namera, nitu da ja zabrzat, nitu da mu ja odložat smrta. The crumbling world should be wrapped up in a hospital sheet and transferred on a stretcher to the palliative care unit, where life expectancy is 6 months at most, dignified and peaceful dying with pain control. The window is open. The room is just for one. Pigeons cooing in the garden, lilacs on the small table. Like in a restaurant kitchen, the sign above the door to the room says, "Smile," and all those coming in to visit have a grin on their faces, although no one feels like laughing and prefers the coal miner's "good luck" before the pit of death. The smell of ammonia and iodine, of mandarin and banana peel, evening news on the radio about new wars and financial crises, which don't affect the patient anymore. But it hurts. In a corner of its conscience, the world knows. Even its beauty couldn't save it. And in vain did the poets want to change it. And suddenly it feels between the bones and the skin an amorous craving for at least one more chance to make love to freedom, which waves to it from the door, "Sleep, I'll drop by when I can." The crumbling world should be left in the hospice where the angels of life have no intention of either speeding up or delaying its death. Kućata što se raspadja. Kućata što se raspadja treba što pobrzo
да се еутанизира, да и се исклучат водата, струјата, гасот, да и се пломбираат телевизорот, телефонот, рутерот, сите апарати да и се извадат од прекинувачите, цевчето за инфузија да се повлече со еден потек и кепенците да се замандалат за последен пат, а потоа да му се даде знак на багерот и збогум куќо, што беше дом, дому, што сега не си ни куќа. Да се закопа треба во длапката на собствените темели, да и се оди на задушница со понади и свеки, а времето, велат, полека ќе ја залечи болката. Но што ако самата решила да побегне пред судбината? Ти јавуваат дека истрчала по патот, но трагата и се губи, како дементна старица заскитала кој знае каде. Ке ја пријавиш за исчезната, ке ставиш оглас врз кршената ограда, а никогаш никој нема да ја пронајде, ни жива, ни мртва. The crumbling house should be euthanized as quickly as possible. The water, electricity, and gas turned off. The TV, telephone, routers sealed. All electrical appliances unplugged from their sockets. The IV drip ripped out, and the shutters barred for the last time. When the bulldozer is given the nod, and goodbye house, once a home. Goodbye home, not even a house anymore. It should be buried in the hollow of its own foundations and visited on All Souls' Day with offerings and candles. And time, they say, will gradually heal the pain, but what if it has decided to flee its fate instead? You get a call saying it ran out into the road, but all trace of it is lost. Like a demented old woman, it wandered off who knows where. You'll report it missing, put up a poster on the broken fence, and nobody will ever hear, will ever find it, either alive or dead. Земјата што се распаѓа. Земјата што се распаѓа треба наврат нанос да се напушти. Да се грабнат јазикот, пасошот и 2-3 фотографии. Во детско ранче да се напикаат раѓањето, детството, младоста, животот. И со тилот подсвицкан да се тргне по патот на екзилот. Нозете сами ти одат, колективната меморија ги води. Бегството е наследство, нужен дел од оставината на татковината, физичка кондиција на предците. Да се премине треба границата стуткан во багажник, во мигот кога се спушта знамето на половина копје, а потоа бос, гладен и со клоца во задникот, со месеци да се оддалечуваш чекор по чекор од човекот во другиот кон човекот во себе. Кога хомо политикус убива, самоубиецот е и джелат и жртва. Ке ја напуштиш земјата што се распаѓа без око да ти трепне. Дури душата ти трепка и ти завива како ротационо светло и сирена на полициска патрола, што се надеваш дека ќе те фати и врати, а ја снемува во далечината. Благодарам.
the crumbling country should be left head over heels. Just grab the language, the passport, and some photos. Stuff birth, childhood, youth, life in a child's rucksack. And head bowed, start on the road to exile. Your legs move of their own accord, led by collective memory. Escaping is your heritage, statutory succession from the fatherland, your ancestors' physical fitness. You have to cross the border curled up in a car boot at the moment when the flag is lowered to half-mast, and then barefoot, hungry, and with a kick up the ass, walk away from it, step by step, for months, from the human in the other towards the human in yourself. When Homo politicus kills, the suicide is both the executioner and the victim. You'll leave the crumbling country, never batting an eyelid while your soul blinks and howls like the revolving light and siren of the police patrol car, which you hope will catch you and have you sent back. But it vanishes in the distance. Благодарам много. Ви благодариме што бевте дел од представувањето на добитникот на наградата Браќа Миладиновци за 2021 година, поетесата Лидија Димковска. По кратка пауза, во 22:30 започнува промоцијата на монографското издание за Блаже Конески. Ве покануваме да присуствувате и на овој значаен настан како дел од чествувањето на 100-годишнината од раѓањето на великанот Блаже Конески. We thank you for being a part of the presentation of the winner of the Miladinov Brothers Award for 2021, the poet Lidia Dimkovska. After a short break at 22:30, the promotion of the Blaže Koneski monography edition will take place. We invite you to be a part of this special event honoring the 100th year anniversary of the birth of the great Blaže Koneski. Thank you.